Кога најпознатиот производител на автомобили во Европа и светот, Mercedes-Benz, ќе организира специјален настан во својата централа во Штутгарт, автоиндустријата за момент го запира својот здив и ги вклучува сите сетила. Така беше и на 29 јануари 2026 година. Сосема логично, ако се земе предвид дека производителот на луксузни автомобили од Германија оваа година слави фантастичен јубилеј од 140 години. 140 години од моментот кога за прв пат легендарниот Карл Бенц официјално го поднесе патентот за машината на тркала наречена автомобил. И како што изјави генералниот директор на Mercedes-Benz Ола Калениус на свечената манифестација по тој повод, ниту еден конкурент не може да го избрише фактот дека Mercedes-Benz е вистинскиот и автентичен основоположник на автоиндустријата. Спектакуларниот момент за брендот од кој бликаат историја и традиција, луѓето од Mercedes-Benz решија да го прослават дома, во Mercedes-Benz музејот, лоциран во Штутгарт. А на блескавиот настан на 29 јануари, покрај јубилејот, за прв пат премиерно пред голема бројка на клиенти, партнери и фанови беше прикажана и сосема новата S-класа. Знаменосецот на Мерцедес и лидер во својот автомобилски сегмент на луксузни седани. За новата S-класа се вели дека повеќе од 50% од автомобилот, или вкупно 2700 компоненти во неа, се нови, обновени или освежени. На неа за прв пат ќе ја видите и целосно осветлената звезда на предната хауба, што дополнително го зајакнува незиниот статус, имидж и моќ. Предната маска е за 20% поголема од претходната и е исто така осветлена. Дигиталните светла се од новата генерација на двојни звезди со микро-LED технологија која испорачува околу 40% поголемо видно поле. Динамичкото Ultra Range долго светло ќе има домет до околу 600 метри или околу 6 фудбалски стадиони, што одлично ќе ги осветли темните улици, без при тоа да ги заслепи другите учесници во сообраќајот. Инженерите најмногу го истакнуваат MBOS, Mercedes-Benz оперативниот систем, кој представува суперкомпјутер, кој може да се нарече и мозок на возилото, а кој ги поврзува сите системи на возилото во еден интелигентен екосистем. Стандардната опрема ќе го вклучува и MB Drive Assist, во кој се вклучени асистентот за одржување растојание, со помош за влегување во свиоци и одржување во коловозната лента. Системот Evasive Steering Function Plus автономно ги заобиколува предметите или другите возила кои опасно ви се приближуваат во вашата коловозна лента и лесно избегнува можни сообраќајни незгоди. Тука е и системот Proactive Lane Change Assist, со кој самостојно се менуваат коловозните ленти додека се движите по автопат. MB Drive Assist Pro системот нуди и други проактивни активности, како што се автоматското запирање пред стоп знак и на црвено светло од семафорот. Влюбениците во технологијата и инфотейнментот ќе бидат заљубени во новиот MB UX Superscreen. Преку екранот можете да влезете во директна интеракција со така наречениот Hey Mercedes, виртуелен асистент, базиран на вештачката интелигенција и со кој можете да водите нормална и неформална комуникација додека патувате. Виртуелниот асистент доаѓа во соработка на Mercedes-Benz со Chat GPT-4o и Microsoft Bing, како и со Google Gemini, а истиот комбинира повеќе агенти од вештачката интелигенција во еден систем. Очекувано за автомобил од оваа класа, внимавано е и на патниците во задната клупа, кои имаат 13,1 инчни екрани, преку кои може да се води видеоконференција или да се следат одредени содржини преку мултимедијалните платформи. Под хаубата се сместени повеќе видови дизел, бензински и хибридни мотори,
сите напредни и со многу иновативна технологија во себе. Понудата започнува со 3-литарските дизел агрегати со моќност од 313 коњски сили и вртежен момент од 650 Нм, додека втората варијанта на моторот испорачува 367 коњски сили со вртежен момент од 750 Нм. Оние кои ги преферираат октаните и сакаат поголема моќност, ќе може да изберат и верзијата S450 со 3-литарски бензински мотор со 381 коњска сила и вртежен момент од 560 Нм. Посилниот пак S500 има мотор со моќност од 449 коњски сили и вртежен момент од 600 Нм. На старт, новата S-класа ќе биде опремена и со два хибридни мотори. Моделот S450E комбинира 3-литарски мотор со електромотор и батерија со капацитет од 22 киловат-часа. Овој мотор ќе биде моќен 435 коњски сили и со вртежен момент од 680 Нм. Кај него забрзувањето од 0 до 100 км на час ќе се врши за 5,7 секунди, а вкупниот домет на електрична енергија според ВЛТП изнесува 118 км. MB Drive Parking Assist на своите возачи им нуди и многу нови поволности. Тој ултра брзо ќе препознае расположливи паркинг места на едната и другата страна на коловозната лента и при тоа нуди автоматско паркирање. Со овој систем можете да побарате асистенција и при излегување на автомобилот од паркирната позиција, дури и ако паркирањето сте го направиле рачно, што за автомобил со овие димензии знае да биде навистина згодно. Конкретно, новата S-класа е долга 5194 мм, широка 1921 мм, а висока 1503 мм. Меѓуоскиното растојание е 3106 мм, што нуди одличен комфор при возењето. Багажникот може да понуди волумен за складирање од 510 литри. Преку центарот за кастомизирање Мануфактур, вашата S-класа можете да ја персонализирате до крајни граници, со избор од околу 150 бои на каросеријата и околу 400 бои во интериерот. Новата S-класа ќе се произведува во фабриката во Sindelfingen, Германија, која се смета и за една од најсовремените производни линии во светот. Цената на луксузниот седан, кој веќе може да се порачува и конфигурира онлайн, ќе започнува од околу 120.000 евра, додека со специјалните флотни попусти, компаниите ќе може да го возат за цена од околу 102.000 евра. На крајот, да погледнеме само мал дел од спектакуларната манифестација на Мерцедес-Бенц во Штутгарт овој јануари.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the home of Mercedes-Benz. It's an extraordinary privilege to have you with us tonight, right here in the Mercedes-Benz Museum. The first reason we're all here tonight, to celebrate a birthday 140 years to the day since the invention of the automobile. An invention that changed the world and propelled Mercedes-Benz to where we stand today. It gave us a unique position in the automotive industry, one that no competitor can ever claim. We are more than just a car brand. We are the inventor of the automobile. Today, the automotive industry is one of Europe's most important and innovative sectors, providing jobs to roughly 13 million Europeans along the value chain. Our industry contributes to 7% of the EU's GDP and accounts for 1/3 of Europe's private R&D investments. 2 years ago, every single one of Germany's top 10 patent applicants came from the automotive sector. And it's our industry that generates over 390 billion euros in government revenue all across Europe. It's mind-blowing to think all this began 140 years ago with the vision and ingenuity of Gottlieb Daimler and Carl Benz. Over the decades, Mercedes-Benz became a cultural institution, leaving its mark not just on the road, but in entertainment, sports, arts, music, and fashion. This is our legacy, and we honor it every single day. Tonight is the world premiere of a car that embodies innovation and excellence like no other, the legendary S-Class. This icon perfectly bridges our past and our future. So it's no coincidence that we chose the S-Class to kick off our 140-year anniversary and to carry forward the momentum of the biggest product launch program in Mercedes-Benz history. The vehicle we know as the S-Class became the benchmark for automotive excellence itself. The new S-Class represents the most comprehensive powertrain update within a single generation. From an all-new electrified V8 to the plug-in hybrid with up to 100 kilometers of electric range. Every engine is now electrified and future-ready. But the true revolution is happening inside the car with MB.OS, our Mercedes-Benz operating system. Think of it as a supercomputer that connects everything in the car. Of course, this enables over-the-air updates, so your S-Class evolves and becomes more intelligent over time. As you've just seen, our ambition is to enable level 4 capabilities for the S-Class in collaboration with some of the best partners in the world. So, why the S-Class? Because it's a perfect blend for a robotaxi platform. Unmatched comfort and safety combined with the intelligence of MB.OS. So let me explain. The S-Class enables what is known as fail-safe operations. It integrates redundancies for steering, braking, compute, and power supply. When combined with MB.OS, it results in the perfect launchpad for a driverless shuttle service. Creating an open ecosystem requires the best minds in the industry. For example, we're partnering with NVIDIA for hardware and with software leaders such as Momenta and NVIDIA for level 4 capabilities. Ride services like Uber and Lumo will bring the experience to the streets. The first S-Class test vehicles in Abu Dhabi will be deployed on the roads later this year, with more locations in America, Europe, and Asia to follow.
For us, these partnerships mark the beginning of our entry into the robotaxi market. And the S-Class with MB.OS is the ultimate platform for level 4 driving. Comfortable and safe, because that has been part of our DNA for more than 140 years. So the robotaxi future is coming, and the S-Class is at the heart of it. 140 years after Carl Benz invented the automobile, the S-Class carries forward the legacy of engineering excellence, craftsmanship, and that unmistakable feeling of coming home. It's the blueprint for our entire top-end family, the GLS, the visionary VLS, and last but not least, the Mercedes-Maybach S-Class. Top-end vehicles don't follow trends. They define them. They are how we maintain the desirability of our brand. This car will bring our brand promise, welcome home, on the road. Well, quite literally. We'll celebrate our anniversary with an epic journey that spans the entire world. The S-Class will visit 140 places across continents, cultures, and communities. Along the way, we will meet Mercedes-Benz customers, fans, and friends, and tell their stories. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Јапонскиот производител на автомобили Mazda Motor Corporation или едноставно Mazda ја информираше јавноста дека на крајот на 2025 година кумулативно се произведени 5 милиони единици од SUV моделот Mazda CX-5. Со тоа, флотата на Mazda го добива третиот модел, произведен во над 5 милиони примероци, откако тоа го направија Mazda 323 и Mazda 3. При тоа, CX-5 најбрзо стигна до оваа точка во групата на возила кои целосно инкорпорираат SkyActiv технологијата на Mazda. До денес, CX-5 се продава во повеќе од 100 земји и региони во светот. Во Европа, новиот CX-5 беше промовиран во јули 2025 година, а оваа пролет се очекува неговото лансирање и во Северна Америка и Јапонија. Кога зборуваме за легендарните модели кои оставиле траен белег во автоиндустријата, не смееме да го заборавиме Golf GTI. А за да не го заборавиме, се потрудија луѓето од Volkswagen, кои во чест на јубилеот 50 години од првиот Golf GTI лансираа нова и специјална серија наречена Golf GTI Edition 50. Овој специјален модел со кој се одбележуваат точно 50 години од лансирањето на Golf GTI во 1976 година е најсилниот сериски Golf GTI досега, со моќност од 239 киловати, тоест 320 конски сили, што е за 50 конски сили повеќе од стандардниот GTI модел, додека вртежниот момент изнесува 420 ньютон метри. Овој модел има максимална брзина од 270 км на час, што го прави и најбрзиот Golf GTI во историјата, заедно со Golf R моделот со R Performance пакетот. Моторот е 4-цилиндарски турбомотор, развиен на база на GTI Club Sport. Забрзувањето со него од 0 до 100 км на час, оваа импресивна машина го остварува за 5,3 секунди. Вистинските фанови на брзото возење може да го изберат специјалниот GTI Performance Package Edition 50. Овој пакет ја намалува масата на возилото за 25 кг, што дополнително ги подобрува перформансите на возилото при влегување во свијоци. Пакетот содржи титаниумски издувен систем од Volkswagen R програмата, 19-инчни фелни, пониско обесување и полуслик гуми со кои моделот е за 20 мм понизок од стандардниот Golf. Јубилејната едиција на GTI ќе ја препознаете по поагресивните браници во Club Sport стил, по специјалните 19-инчни тркала со црвени детали, секако по ознаките GTI 50, затемнетите логоа на Volkswagen и спортските детали во црна боја. Во интериерот GTI 50 е опремен со специјални спортски седишта, црвени безбедносни појаси и детали во спортска темна боја на алуминиумот. Исто така можете да најдете и бројни ознаки кои го нагласуваат јубилеот од 50 години Golf GTI.